сега од понеделник до денеска до петок, фактично понеделникот и да не го рачунаме, значи вторник, среда, четврток и денеска петок, 4 дена. Огромна работа е завршена. Како што вие викате, дури неверојатно и за вас. Патиштата во селото овдека во Страшнице се пробиени. Некаде има и асфалт, некаде нема асфалт, но како што зборевме, од утре ќе почне тампонирање. Таму каде што нема асфалт, потоа ќе следи асфалт. Тука кај што имаше кај училиштето огромен кратер, дупка огромна, покриена, беше загрозено и самото училиште, сега веќе не е. Така што е завршена, тука главниот проблем беше пристапот. За среќа тука немаше кој знае колку оштетувања по куќи, имаше, но малку. Многу малку. Другите села од Стајковци, од Цигилиш, ние сме, фала од Господ, за куќите. За среќа немаше и жртви. Тоа е најбитно. Главниот проблем беше што сите патишта беа претворени во камења како планина, како да немало никаков пат претходно. Одсечени бевте буквално, не можеше од куќа да се излезе да се отиде некаде. Не можеше болнички коли да пристапат ако на некому треба болничка помош. Случај болен човек дојде нормално брза помош. Значи јас као председател дури многу бев радосен кога видов дека може да се движи се возило. И председателе, јас сакам јавно во име на граѓаните на Страчница една голема благодарност до сите институции, почнувајќи од влада. А лично и вие бевте ангажирани за оваа работа, градоначалникот и градоначалникот на град Скопје, кој што ни е и воедно и координатор за нашето село. Соработката ни е безпрекорна, значи ние се организираме во село со штаб, врските со општината и градот Скопје и владата, значи ги координираме секој ден и тој што се договараме на координативниот состанок во текот на денот и се реализира. И затоа ја мислам дека со слога, со координација и побрзо стигат успесите. Значи, ние сме многу задоволни, се надеваме дека многу брзо. Јас сега со време нема да се многу да се онадам, али се надевам дека многу брзо заедно вака ќе го пуштим и асфалтот, ќе го пуштим и школата да работи, да ви информирам дека утре селаните заедно со мене организираме 60 души само школата комплет да го изчистиме. Ние сами тука. И поред сега од утре почнуваме секоја улица поред ќе го вратиме во првобитниот како што бил, бидејќи нас тука во село сите улици ни беа со бекатонки средени. Значи немавме буквално ни една улица не средена. Утре покушуваме полека да го вратиме тоа сјајот и тоа углед како што бил понат. Да. И уште едно што е голема струјата од денеска званично има цело село. Вода 50% имат, 50% од утре имаме материјал ни обезбедено од страна на општината, цревото, цевки што треба. Од утре стартуваме и со регулирање со снабдување на вода за пиење. Така. Многу една голема благодарност. Значи 4 работи. Улиците, најглавното, училиштето се спаси, струјата се врати, водата е до пола, утре ќе биде целост. Одлично. Јас минатиот пат кога бев заедно со градоначалникот, со министрот, видетивме дека нема да го оставиме така и дека ќе направиме се што е во наше мок најбрзо да се помогне. Се виде и практично, на дело се виде дека тоа што го кажавте, заедно со министрите, ние дури тој ден, во понеделникот, таа сника покажуваше дека ние за 30 дена не ќе можеме да влеземе у село. Влеговме за 3 дена. Значи, не можем, со зборови не се кажува тоа дека колку многу се ангажира и фирмите што беа од страна на владата, на општината, и ние малку помагавме околу координацијата и затоа се појави успехот. Значи, затоа и се надевам дека ние многу брзо ќе се средиме и полека овие трауми ќе ги заборавиме и дека беше многу лоша гледка, многу лоша слика. Одлично. Одека во ова населено место во Страчница добро оди. Од вчера почна тука и комисијата за проценка на штета. Од зад вчера ги имаме тука и комисијата за проценка за земјоделците, што е тоа огромно за нашите земјоделци тука, бидејќи тука 95% се бават со земјоделие. Значи,
многу огромна штета и за нив им е направено. Јас со градоначалникот, и министрите тука, машините кои ќе завршат натре у село ќе ни треба помош за да отвараме ние патиша за да одат луѓето до нивите. Значи само да рамнат, не треба таму ни да се носи ни али машина гусенишер, за полека луѓето да почнат да идат до нивните ниви и они колку може таму да средат околу тие проблеми. Почнува сепак еве доаѓа есен, треба се идва, треба за наредниот период да сепак да видат за опстанок. Помошта од сите страни ни е стигнато храна, средства за хигиена и тоа е на голема благодарност до сите. Вода се носи исто и мислам дека ние сме меѓу најдобрите тука посетени, реализирани работи, иако може и подобри условите беа да се реализират, но успеавме со добар тим на работа и успеавме и да се постигнат. Со многу кратен рок. Одлично. Влада сега од утре продолжувате исто со и денеска се разбира со прочисувањето. Продолжуваме. Председателят имаме преку 300 машини ангажирано секде. Секде се работи. Поплавен регион преку 300 машини се. Преку 300 машини денеска и нови стигна од нови компании. Ми кажа дека веќе над 1200 проценки се завршени. 1200 проценки уште работат. Тие се завршени 1200 денеска уште работат. Тоа е одлична бројка. Од Ева нам јави околу 500 до 700 куќи само уште не се поврзани, што е добро. Збораме 20.000 и веќе стигаме до над 1200 пумпи се ставија во функција. Се ставија во функција, да. Дел сега се повлечени бидејќи не ни треба. А веќе водата горе доле се извади. Имаме посебна механизација ставена во Илинден за препумпување на водата во Вардар, што е многу важно за да не дозволиме и дополнителни поплавувања во Илинден. Се работи организирано сега во сите места, во сите улици се влага. Како што спомна Јаднан, ги изчистивме улиците, тоа ни беше главното, да направиме проток, се влага во дворовите, па потоа ќе идеме во нивите. Најважно е кај луѓето, па потоа ќе идеме на сите страни. Во ова село, председателе, се одлични луѓето, има добра комуникација, многу се сложени и може да видите што правиме. Овде има некои 10-15 машини што постојано вртат. Постојано луѓе работат и по 12 сати од компаниите, некојаш им треба одмор, заслужено. Луѓето им помагаат на самите работници. Населението, така? Да. И тоа е многу важно. Тоа е многу важно и апел до сите граѓани да им помагаат бидејќи луѓето Нормално за нас е дојдо. Да. И добро се работи, многу добро. Имаме понатаму. Ајде. Ќе бидеме во контакт. Благодарам уште еднаш за посетата. Наредната посета Лента. Дојде пак, за Лента пак.